Спаѓа старосната граница кај луѓето кои заболуваат со диабетес мелитус тип 2. Иако за појавата на оваа болест постојат ризик фактори врз кои не може да се влијае, како што се возраста и генетските предиспозиции. Сепак, последните години се забележува зголемување на бројот на пациенти кои се млади и кај кои за ризик фактор се смета токму лошиот животен стил. На почетокот, ја кога студирав, тип 2 диабетесот најчесто беше резервиран за луѓето кои што се во една средна, да кажам, возраст или, како што и споменав, ризик фактор за пројавување на тип 2 диабетес ние од 45 години па натаму. Меѓутоа, за жал, со прифаќањето на некои негативни страни од западниот свет во смисол на седентарен начин на живот, и јас имам син на таа возраст и го пратам неговиот развој и неговите другарчиња кои што едноставно поголемиот дел од денот го поминуваат или пред телефон, или пред PlayStation, или пред телевизор. Тој всушност лош ризик фактор, тој седентарен начин на живот без зголемена секојдневна физичка активност. Доктор Христо вели дека пациенти со диабетес мелитус тип 2 веќе се почесто се јавуваат и кај најмладата популација, децата. Токму затоа алармира дека родителите мора да ги надгледуваат децата и да ги мотивираат да менуваат време во природа, спортувајки, но и внимавајки на калорискиот внес во текот на денот. Па за жал, границите за развој на развиток или пројавување на тип 2 диабетес мелитус се доста померени. Па можете со слободност да се повикаме и на некој педијатар, доктор кој што работи со таа популација, да ни потврди дека веќе тип 2 диабетес мелитус можеме да сретнеме и кај деца кои што се на возраст и од 9 и од 10 годишна возраст. Значи, апелот за сите дечиња, односно младата популација е колку можат повеќе физички да се активираат, да внимават на калорискиот внес на исхраната, да се ориентираат повеќе на медитерански начин на исхрана, односно со еден збор кажано да направат некои lifestyle changes или промени во нивните животни навики. Светските статистики говорат дека 90% од случаите на диабетес во светот се токму диабетес тип 2. Дури половина од возрастните лица кои имаат диабетес тип 2 не се диагностицирани.